Odavno знаеме дека атомот постои негде во срцето на материјата. Меѓутоа, нашиот век се вика атомски. Нашето време, благодарејќи на атомите, има многу во своите раце. Меѓутоа, ние во секојдневието атомската енергија ја проценуваме според нуклеарните хидроцентрали. Но, атомот е веројатно попознат поради така наречените радиоактивни изотопи, кои нашироко се применуваат во индустријата, земјоделството, биологијата, медицината. Овој пат тема на нашите разговори ќе бидат атомите во медицината. Наш соговорник е професорот Борислав Карамфилски, доктор по медицински науки. Професоре, дозволете да ве потсетам дека пред 15 години ние се сретнавме во овие ваши лаборатории. Вие тогаш ја направивте првата радиоактивна доза во нашата република. Мислам дека беше тоа радиоактивен јод 131, а потоа веднаш го применивте за диагностицирање на тироидната жлезда. Поради тоа, дозволите да ве прашам, што постигна нуклеарната енергија во медицината за овие 15 години, се разбира во светот, во нашата земја и во нашата република? Мислам дека за изминатите 15 години изминавме една експериментална фаза во нуклеарната медицина. Во тие години ние ги стекнувавме првите искуства. Денеска веќе нуклеарната медицина има своји собствени, добро едуцирани кадрови со доволно искуство. Понатаму има добро опремени лаборатории, научно-истражувачки институции и институции кои ја применуваат нуклеарната енергија во терапија. Да напоменам дека тоа е една од младите гранки на медицината, која изванредно брзо се развива. За илустрација ќе наведам дека во тие први години за кои зборувавте, ние имавме едва и неколку стотини пациенти на кои ја применувавме нуклеарната енергија. Денеска, само во наша лабораторија годишно поминуваат над 15.000 пациенти, што зборува дека од година на година нуклеарната енергија добива се поширока примена како во истражувачката работа, исто така и во диагностиката и во терапија. Резултатите се изванредно добри и јас се надевам дека таков еден перспективен развиток нуклеарната медицина ќе обезбеди и во иднина. Се почна со радиоактивниот јод 131. Потоа медицината почна да применува радиоактивни изотопи на иридиум, цезиум и така натаму и така натаму. Кажете ни, што ветуваат радиоактивните изотопи во медицината? Неодамна во Охрид имавте меѓународен симпозиум на таа тема. Какви се сознанијата од таа научна средба? Можам општо да кажам дека радиоактивни изотопи дават многу широки можности во медицината. Пред се, тие овозможуваат проучување на многу важни процеси во самиот организам. Тоа е така наречена примена во научно-истражувачка работа. Изотопите преко маркирани субстанции, а со изотопи може да се маркираат практично сите субстанции, овозможуваат да се испитуваат многу суптилни метаболни процеси во организмот. Например, со една маркирана субстанца може да се следи метаболизмот на одредени материи во организмот. Примерно на аминокиселините, на белковините, на јагнените хидрати, на масти. Понатаму да се следи метаболизмот на одредени медикаменти, на хормони, на канцерогени субстанции и воопште радиоактивни изотопи дават изванредно широки можности во проучување, во научно-истражувачка работа. Втората област на примена на изотопи е примената во диагностика на различити заболувања. Со помош на изотопи може да се проучува функцијата на отделни органи и системи во човековиот организам и да се уочуваат различити пореметувања карактеристични за отделни заболувања. И на крај, тераписка примена на изотопи. Радиоактивни изотопи како извор на зрачење може да послужат за озрачување на
разни туморни творби во организмот, пред се на неоплазиите, на малигните заболувања, и со тоа допринесуваат за подобрување на состојбата на болниот или за евентуално излекување. Може ли? Професор Карамфилски, што посматраме во овој момент? Тоа е една апаратура, исто така за регистрација на радиоактивност. Тоа се уреди со покретни сцинтилациони сонди, наречени скенери. Кај пациентот претходно треба да се убризга изотоп кој се вржува за еден одреден орган. Например, ако правиме скенограм на јетрата, тогаш треба да дадеме радиоактивно злато или некој друг изотоп кој се фиксира чврсто за јетрата. На тој начин јетрата станува радиоактивна и од јетрата во сондата која што се движи над органот упаѓаат радиоактивни зраци. Импулсите преко сцинтилациона сонда се пренесуваат и се регистрираат како механички импулс. Еве овде имаме една регистрација на тие импулси во зоните во кои постои радиоактивност, односно во зоната на јетрата, кога сондата ја преминува јетрата, ќе упаѓат голем број на зраци, тие ќе се регистрираат густо или ретко, зависно од тоа колкава е радиоактивност под сцинтилационата сонда, односно во одредени делови од јетрата. На тој начин, јетрата комплетно ќе се прикаже на скенограмот, сите процеси кои постојат во јетрата и кои го деструираат, односно го разградуваат паренхимот на јетрата, ќе создадат хладни зони, ќе создадат дефекти, односно разредувања во скенографската слика. На тој начин, патолошки процеси кои се од деструктивен тип можат да се лесно уочат, може да се види нивната локализација, големина и други карактеристики. Ве молам, каков изотоп имате во овој извор сега? На пациентот му е убризган радиоактивен индиум, тоа се колоидни партикли, колоидни честички, кои веднаш после интравенозна апликација се фиксираат во паренхимот на јетрата. Колку слики треба да направите на овој бројач, за да можете да бидете поодредени во диагностицирањето? Обично правиме неколку слики, односно неколку профили. Примерно правиме првата слика ја правиме во оваа позиција, тоа е така наречена предно-задна позиција. Правиме по потреба латерални позиции, односно странични позиции, а некој пат и позиција назад-напред. Ова е уствари еден недостаток на апаратурата. Сликите се брават доста бавно и заради тоа за едно добро скенување, нарочито на големи органи, ни треба подолго време. Новите апарати, например гама камерите, дозволуваат овакви скенограми, односно слики, да се добиват за многу кратко време. Така, можете да добиете една цела серија на слики и да го процесот посматрате не само статички, туку во динамика. Меѓутоа, ние за сега се уште во нашата лабораторија гама камера немаме. Се надеваме дека наскоро ќе имаме можности да работиме и со неја. Уште едно прашање, како век на живење има изотопот што го прими овој пациент? Обично настојуваме да употребуваме изотопи со краток век, односно со краток полураспад. Употребуваме тие изотопи кои имат неколку сата полураспад, кои брзо се распаѓат, со цел пациентите да бидат изложени на што е можно помали дози на озрачување. Тоа е еден општ принцип кој го користиме во диагностика, секој пат кога за тоа има погодни изотопи. Колку кили на озрачување може да добие пациентот за време на еден ваков опит? Диагностичките процедури по правило не се воопште штетни. Зрачењето на општото зрачење на пациентот е минимално,
malo je i ozračuvanje na органот што се испитува. Воопште, испитувањата, диагностичките процедури не се сметат за опасни, бидејќи, како што реков, озрачувањето на организмот е минимално. Професор Канафински, вие ни кажавте примери на диагностицирање на етра, на тироидна жлезда и некои други заболувања со помош на радиоактивни изотопи. Ве молам, кажете уште некои случаи во медицината што може да се диагностицираат со изотопи. Радиоактивни изотопи се користат, например, и во диагностика, доста широко во диагностика на бубрежните заболувања. Например, после... тоа случај на... Да, тој е еден пациент, кај кого со помош на радиоактивен хипуран сакаме да направиме скенографија на бубрези. Радиоактивниот хипуран се фиксира во паренхимот на бубрезите и дава една скенографска слика на овие органи. Во случај на присуство на одредени процеси со деструкција на бубрежен паренхим, во скенографската слика се прикажуваат одредени дефекти кои дават и карактеристика на патолошкиот процес на бубрезите. Колку трае оваа операција на диагностицирање? Обично доста кратко, веднаш после убризгавање на радиоактивен хипуран, пациентите се поставуваат под апаратот и скенувањето се прави два пати. Првото скенување во првите 10 минути, а второто скенување помеѓу 20 и 30 минута од апликацијата на радиоактивниот изотоп. Со помош на радиоактивен хипуран маркиран со јод 131 може да се испита функцијата на бубрезите. На пациентот му го обризгуваме радиоактивниот хипуран интравенозно. Две сонди се поставуваат под двата бубрега на пациентот, така што секоја сонда ја регистрира радиоактивноста на левиот, односно десниот бубрег. Оваа крива представува регистрација на радиоактивност која во прва фаза се акумулира во бубрезите, а после тоа одговара на екскреција, односно елиминација на радиоактивниот хипуран од бубрегот. Разни деформации во оваа крива, било во првата или втората фаза, укажуваат на одредени патолошки пореметувања во бубрезите, што ни помага во диагностиката и откривање на заболувањата. Една од најчесто употребуваните диагностички процедури е испитувањето на функцијата на штитната жлезда со радиоактивен јод. Штитна жлезда е една од ендокринските жлезди која има многу важна улога во регулација на општиот метаболизам, а со тоа и за нормалниот физички и психички развиток и активност. Пореметувањата во функцијата на жлездата остават многу тешки последици. Зголемената функција на жлездата го наголемува метаболизмот на пациентите и покрај добар апетит нагло слабеат, нервозни се потат, имат срцебиење, чести столици, лесно се заморуваат и така натаму. Тоа е така наречена базедова болест. Намалувањето на функцијата на жлездата исто така е проследена со тешки симптоми. Болните имат намален метаболизам, па се чувствуваат троми, поспани, особено се чувствителни на студ, нагло се здебелуваат и често потечуваат, патат од обстипација и други тегоби. Во структурата на хормоните што ги создава оваа жлезда се вградува и елементот јод. Поради тоа, јодот е во непосредна врска со функцијата на оваа жлезда и преку него може да се добие увид во функција на жлездата. Болните испиват една мала доза на радиоактивен јод и после 24 сата доваѓаат повторно во лабораторијата за да се одреди колкав процент од испиениот радиоактивен јод е присутен во жлездата. Со помош на сцинтилационата сонда се мери активноста на жлездата, а потоа под исти геометриски услови и активност на стандартот, односно дадената доза. Кога ќе се успоредат тие две активности, активноста на штитната жлезда и стандартот, се искалкулира процентот на насобраниот јод во жлездата, односно, како вообичаено се вели, процентот на фиксацијата. Кај жлезда што нормално функционира, за 24 сата се акумулират помеѓу 20 до 50% од дадениот радиојод.
При зголемена функција, овој процент е секако над 50%. Намалената функција на жлездата може да акумулира најмногу 20% од дадениот радиојод. Со истата доза на радиоактивен јод, кај пациентите може да се направи скенограм на штитната жлезда, односно да се прикаже како радиоактивниот јод се дистрибуира во тироидното ткање. Одредени патолошки процеси на тироидната жлезда, како што се, например, бенигните или малигните тумори, понатамо воспаленија или така наречени цисти на тироидната жлезда, го инактивират или го отстрануваат специфичниот нормален тироиден паренхим и заради това допринесуваат за една нехомогена дистрибуција на радиоактивниот јод во жлездата, односно создаваат во скенографската слика така наречени дефекти или просветлување. Едно посебно подрачје на употреба на радиоактивни изотопи е откривање на тумори во мозокот. Одредени тумори или друг вид на патолошки процеси во мозокот ја реметат бариерата на крвните садови, ги прават пропустливи за радиоактивни честички кои предварително се убризгуваат во циркулацијата на болниот. На тој начин, на место на туморот или други процеси во мозокот, се создава така наречена плюс сенка. Тука, например, е прикажана една нормална скенографска слика на мозокот, кај што се гледа една хомогена дистрибуција во сите делови на централниот нервен систем. Кога е присутен одреден патолошки процес, за кој што рековме дека е ремети бариерата и ги прави крвните садови пропустливи за изотоп, радиоактивните честички се акумулират на место на патолошкиот процес и прават таа плюс сенка. На тој начин, возможно е да се прикаже патолошкиот процес, да се покаже неговата локализација, големина и други карактеристики. Ако во крвотокот на еден болен инјектираме погодни радиоактивни честички, тие може да бидат фиксирани од страна на јетрата. Во таков случај, јетрата ќе се прикаже во нормална позиција, со нормална големина и форма. Во случај, во јетрата да се присутни патолошки процеси кои го разрушуваат ткивото на јетрата, тогаш на тие места, кај што се локализирани патолошките процеси, добиваме една негативна сенка. Тоа е случај тука или кај другиот болен на ова место. Во такви случаи доваѓа до една деформација на јетра и појава на тие дефекти во скенографската слика. Професор Канапински, вие досега ни говоревте за примена на радиоактивните изотопи за така наречени диагностички цели. Покажавте бројни примери. Тоа е резултат на искуството ваше и на вашите колеги, бидејќи изотопите во Скопје веќе се применуваат околу 15 години за овие цели. Меѓутоа, кога се говори за атомската енергија во последно време, се говори за тоа дека атомите се и фактор за лекување, за терапија. Ве молиме да не запознаете со првите искуства на скопските специјалисти во оваа област, да не запознаете и со кобалт бомбата, бидејќи ние имаме една таква бомба во Скопје и таа се применува во медицината. Повелете. Радиоактивни изотопи исто така многу широко се користат во лекување на одредени заболувања. Пред се, мислам дека е тоа случај со малигните заболувања. При терапија со радиоактивни изотопи се користи познатиот принцип дека јонизирачките зраци предизвикуваат оштетување или уништување на живата материја. Бидејќи рековме дека радиоактивните атоми се распаѓат и ослободуваат алфа, бета или гама зраци, што се јонизирачки зраци, јасно е дека извори со радиоизотопи може да се користат за озрачување и при тоа да доведат до оштетување, како што рековме, или уништување на болно туморно ткање. При тоа, јасно дека треба да се применат такви методи при кои здравото ткање ќе биде минимално засегнато, односно оштетено.
Еден од начините за тераписка примена изотопите е да се на болниот даде изотоп кој селективно ќе се фиксира во болното ткиво и на тој начин ќе предизвика оштетување или кога е потребно негово уништување. Овој начин се користи при одредени заболувања, например на штитната жлезда. Кога постои една засилена функција на штитната жлезда, што води, како што веќе рековме, до многу тешки пореметувања, на болниот му се дава тераписка доза на радиојод. Се разбира, дозата е значително поголема од диагностичката доза на радиојод. Радиоактивниот јод се фиксира во штитната жлезда и со зраците што ги емитира го оштетува ткивото на жлездата, ја намалува со тоа незината функција до таја степен што таја се нормализира. На тој начин болеста што е предизвикана од засилена функција на жлездата сега исчезнува. При одредена појава на малигни заболувања на штитната жлезда, со или без метастази, исто така се применува радиоактивен јод. Дозите во овие случаи се уште поголеми, а озрачувањето интензивно до таја степен, што може сосема да го уништи малигниот процес или метастазите. Истиот принцип се користи за лекување на болеста полицитемија, која се карактеризира со висок број на еритроцитите, односно црвените крвни зрнца. Кај ова заболување се аплицира радиоактивен фосфор, кој селективно се фиксира во коскената срцевина, во која се создават еритроцитите. Со зраците што ги ослободува радиоактивниот фосфор, ја оштетува коскената срцевина, ја намалува незината функција, а продукцијата на еритроцитите се нормализира. Ако туморите не покажуваат склоност селективно да фиксираат радиоизотопи, тогаш тие се озрачуваат со помош на апликатори или раствори. Апликаторот треба да биде во непосреден контакт со болното ткиво, што треба да се озрачува, а големината и формата зависат од големината на туморот. Поради тоа, апликаторите имаат најразличити форми. Тие може да бидат игли кои се имплантират директно во туморот, топчиња или плочки кои се воведуваат во одредени шуплини на телото или се стават на површина на туморот. Изотопите може да се внесуваат и како раствори во телесните шуплини. Во таков случај, растворите треба да се подготват во форма која ќе ги се задржи долго време во шуплината. На овој начин се внесува радиоактивното злато во колоидална форма во стомашната или градната шуплина, во мокречниот меур или други места ако треба да делуваат на површината на овие органи во случај на малигни процеси со површни локализации. Радиоактивните изотопи за терапија најчесто се користат како затворени извори. Ако поголема количина на погоден изотоп се стави во затворена апаратура, зраците можат по желба да се усмеруваат и на тој начин да се озрачуваат тумори на далечина и во длабочина на телото. Такви затворени извори за интензивно озрачување се бомби кои содржат радиоактивен кобалт, цезиум или иридиум. Овие бомби се многу силни извори на ионизирачко зрачење со голема енергија. Поради тоа, со овие апарати може да се озрачуваат и туморни творби во длабина на телото со потребна доза и тоа за кратко време. Драги гледачи, овој разговор со професорот Каратунски го водиме во Скопскиот центар за примена на радиоактивните изотопи во медицината. Тоа е специјализирана научно-истражувачка институција за овие цели. Од разговорот со професорот можевме да заклучиме дека атомите не се чудо, меѓутоа се една реална можност што ја унапредуваат медицината. Поради тоа, професоре, дозволете на крајот да ве замолиме да бидете футуролог, да не понесете во светот на иднината, да ни кажете што ветува атомската енергија за медицината на иднината. Повелете. Мислам дека и во иднина нуклеарната медицина ќе игра значајна улога во научно-истраживачката работа, дека ќе допринесува и понатаму да се откриват многу непознати чињеници
во метаболизмот, во етиологијата и во механизмот на различити заболувања. Понатаму сметам дека се позначајно место нуклеарната медицина ќе игра во диагностиката, во откривањето на одредени заболувања. И на крај секако дека ќе се шири примената на нуклеарна енергија во терапијата. Со тоа сметам дека нуклеарна медицина има значајно место, дека тоа место и таа улога на нуклеарна медицина во иднина со подобрување на апаратурата, со создавање на подобри можности за производство на радиоактивни изотопи, особено на тие со краток век, и со усовршување на кадровите, односно со обогатување на нашите искуства, ќе биде се позначајна и се пошироко ќе се применува. Сепак, дали можеме да заклучиме дека атомите во наредните децении, да не кажам во наредниот век, ќе придонесат значително да се продолжи животот на луѓето? Мислам дека нуклеарна медицина само делумно во тоа може да учествува. Проблемот е многу поширок, зависи од општиот развиток на науката и достигањата кои ќе бидат постигнати и во други области. Мислам дека тоа не е проблем само на нуклеарна медицина. Сепак, вие ветувате напредок. Јас очекувам напредок, како што очекувам напредок и во останалите области на медицината и науката. Јас ви благодарам, драги гледачи, тоа е едно искажување, компетентно искажување на наш научен работник, кој 15 години се занима со примена на нуклеарната енергија на изотопите во медицината.